Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зошто децата понекогаш имаат криви и набиени заби? Како се решава тој проблем? Во кој момент родителите со своето дете треба да појдат на стоматолог да проверат дали му е потребна протеза? Денеска на оваа тема во магазинот за родителство 0+ месеци разговараме со доктор Радмила Димовска, доцент доктор Радмила Димовска, специјалист по ортодонција во приватната здравствена установа Круна МС. Добар ден, докторке, добре ни дојдовте во студиото на Тема. Често пати родителите сметаат дека забите на нивното дете се криви поради гените. Да го винуваат наследниот фактор, но дали е тоа баш така? Што се наследуваме кога станува збор за забите и вилицата? Да, значи наследуваме дел од едниот родител, дел од другиот, можеби од некој баба или дедо, нели? И меѓутоа кога ќе се соединат гените од обата родитела, тогаш често пати знае да се случи и некоја аномалија. Дали тоа ќе бидат збиеност, растреситост на забите, дали ќе бидат вилиците помали, поголеми, обликот на забите, некој пат зависи и од генетскиот фактор. Меѓутоа, во главном зависи и аномалијата и развојот на аномалијата зависи и од штетните фактори кои што надворешни и надворешни кои што како што се на пример цицањето на прстот, потоа цуцлата кои што родителите за жал ја даваат на своите деца и не го прекинуваат тоа во раната возраст, потоа цицањето, односно пиењето на млеко со цуцла, исто така штети цицањето на прстот како што напоменав. И така натаму. Ќе ги разгледаме овие фактори засебно еден по еден. Ајде да го погледнеме првиот телоп за денес, како што се однесува на факторите кои што придонесуваат за појава на криви заби кај децата поради меката храна што ја јадеме и речиси не жвакаме, особено во детството се намалува големината на вилицата. Докторке, многу често родителите на своите деца им даваат блендирана храна и тоа до поголема возраст, особено ако детето не јаде, за побрзо да ја изеде предвидената количина на храна или пак испасирано. И сега што значи неџвакањето? Навистина влијае вака на вилицата? Па делумно влијае на намалувањето. Ние знаеме забите се орган во човечкото тело кој што служи за џвакање на храната. Значи од гризење, од кинување и незино џвакање. Што значи дека доколку земаме течна и мека храна, едноставно нема да има потреба од забите. Во минатото луѓето имале многу поголем број на заби и со текот на еволуцијата тој број постепено се намалувал, за да до денеска имаме 32 заба, меѓутоа се почесто веќе имаме и заби кои што се импактирани, односно немаат место да изникнат во вилицата, во устната шуплина, остануваат заробени во коската, токму поради консумирањето на течната храна и мека храна. Нели ние често пати велиме дека кога имаме подолга мастикација и кога се џвака храната, имаме и физиолошко самочистење на одреден начин преку џвакањето, имаме адаптација на мускулатурата која што е во устната шуплина и која што помага за да не се формираат овие аномалиите уште во раната возраст. Така да моја препорака дека сепак треба во одредени случаи се разбира и меката храна, меѓутоа да не се дава срединката од лепот, како што знаеме, туку да се дава корката, целото парче на леп. Потоа јаболките да не бидат сецкани на парченца, туку детето само да ја џвака со се ушпата, да го гризне парчето. Мислам, во однос на сите, секогаш препорачуваме јадење повеќе на моркови, на зеленчук кој што е сиров, кој што не треба да биде обработен и да биде мек, токму заради физиологијата на самото џвакање. Дури морков кога даваме на децата, знаеме да го изредаме за полесно да го изедат. Се разбира за полесно да го изеде, меѓутоа многу поголема придобивка ќе биде доколку тој не е изрендан. Еве сега следниот телоп се однесува на токму тоа што го кажавте на почетокот од емисијата, цуцлата и гласи цицањето прсти цуцла штетно влијае на забите, особено додека растат. Што ова значи до која возраст може да се дава цуцла? Јас препорачувам колку што е тоа можно прво да се избегнува, а доколку веќе е почнато да се дава, односно да се применува цуцлата, колку што е можно
пократко и да се одбие детето и од цицањето на цуцлата, пиењето млеко во шиша со кое што исто така е со цуцла, особено додека кога ќе поникне првиот зап. Значи штом никнува првиот, па да, затоа што забите кога ќе изникнат, тие веќе служат, си имаат своја намена и таа треба да биде да се применува, односно да се избегне цуцлата, значи ако може да не се најдаде најдобро. Најдобро е и воопшто доколку е можно таа да се избегнува. Тоа значи дека доколку се продолжи и доколку детето ги има сите заби и се продолжи давањето на цуцлата, се разбира дека ќе настанат некои од аномалиите кои што потосна ќе ги доведат родителите до прашањето зошто моето дете има збиеност, има протрузија на самото забало и ќе дојдат во ситуација да побараат помош од ортодонт. Вела дека цицањето пак ја стимулира вилицата, тоа значи дека доењето до одредена фаза како што напоменав, до одредена фаза во животот на детето. Меѓутоа, по изникнувањето веќе на првите заби, веќе треба да се и цицањето и цуцлата веќе треба да се избегнуваат. Но меѓутоа доколку детето цица прст, истото тоа веќе спаѓа во штетна навика и треба родителите да превземат мерка тоа да се што побрзо да се спречи, односно таа аномалија да се отстрани за да не доведе до понатамошни проблеми во растот и развојот и на забите и исто така и на орофацијалниот комплекс. Исто така јазикот е силен мускул, дали неговата поставеност во устата, особено додека забите растат, исто така може да ги искриви забите? Да, секако. Секако доколку правилно не се држи. Значи, јазикот, како што напоменавте, мускулест орган кој што има голема улога во растот и развојот на целиот орофацијален комплекс, бидејќи ние како доктори, односно како ортодонти, не ја гледаме само поставеноста на забите, дали се тие прави, криви, збиени или пак растресити. Напротив, ние го гледаме и целиот орофацијален, максилофацијален комплекс, бидејќи јазикот е оној кој што помага во развитокот, особено на горната вилица, бидејќи дури и вие, доколку вдишете и кога ќе подголтнете, јазикот се наоѓа на горната вилица, на непцето, со чија помош јазикот како мускул прави масажа и на тој начин и таа полека се развива. Доколку детето има никакви пречки во дишењето на нос и почне да диша на уста, јазикот како мускул паѓа во ниво на долната вилица и тогаш имаме еден отворен загриз, кога детето се потпомага со дишење преку уста и тогаш немаме стимулација од страна на јазикот како мускул во растот и развојот на горната вилица. Значи важно е како дише детето, никако на уста, затоа што може да има криви заби. Да, апсолутно е важно, бидејќи, како што напоменав, не само што може да има криви заби, дали тоа ќе бидат протрудирани, народски кажано, излезени од устата према надвор, или пак ќе имаме една збиеност, меѓутоа нема да имаме доволен раст и развој на горната вилица, која што и такако е битна и во растот и развојот на целиот орофацијален комплекс. А што доколку некој млечен зап прерано се изгуби пред да избие трајниот? Може да дојде до проблем? Доаѓа до проблем во однос на тоа што нема да имаме место за сместување на трајниот заменик, на неговиот заменик, односно на трајниот зап. Доколку се изгуби тој простор, каде што бил и пред време се извади млечниот зап, забот може да остане враснат во вилицата, тогаш имаме веќе збиеност, немаме место каде тој да се смести понатаму и тогаш е потребно ортодонцијата како гранка од стоматологијата која што помага да се направи место и тие заби да изникнат. Затоа ние со право велиме дека и ортодонцијата е кралица на целата стоматологија, бидејќи е тесно врзана со сите специјалности останати од стоматологијата, особено со детската стоматологија, понатаму со протетиката, максилофацијалната хирургија, во раната возраст кога е потребно да детските стоматолози или без разлика колегите кои што работат со деца да ги чуваат и да ги негуваат млечните заби, бидејќи тие ни се предуслов да на нивното место понатаму дојде заменикот, трајниот зап, кој што правилно ќе се смести во устната шуплина. Се почесто децата имаат проблем со избивање на осмиците. Стоматолозите велат нема место каде да излезе забот. Дали причината е
малената вилица, односно Да, може помалата вилица, која што споменавте, од кои е причини се може и да, може генетски, но и некои да, други фактори да придонесе да не се развие. Е недостиг на место. И често пати токму еволутивно џвакањето на јадење, консумирањето на мека храна доведува или во одредени случаи и до таков проблем. Односно вилицата е тесна и нема место да се сместат сите заби. Тогаш најчесто остануваат умниците кои што се импактирани и кои што заземаат во својот раст и развој неправилна позиција и тогаш доведуваат до некаков тип на ортодонтска аномалија и воглавном таквите умници често пати ние ги отстрануваме хируршки. Да. Исто така и веќе наведам уште една ситуација која што е честа, се случува позади млечно запче да избие, да изникне траен зап. Што да се направи во тој случај? Дали веднаш треба млечното запче да се извади и постои ли опасност трајниот зап да не се врати на своето место? Да, значи јас по обратен редослед ќе поедам. Нема опасност дека нема да се врати, кој што често пати родителите се загрижени дека ќе остане забот на тоа место. И тој кога ќе го отстраниме млечниот зап, ќе по пат на природата, а и со мала помош на детето тој ќе си го најде својот пат. Дали ќе остане во правилна позиција или не, тоа не можеме или да знаеме однапред, меѓутоа доколку не, тогаш сепак ортодонцијата е тука за да помогне и во таков случај. Таквото изникнување на трајните заби се случува најчесто бидејќи клицата која што е на трајниот зап не е правилно поставена во однос на млечниот, еден позади друг за да може да го истисне, односно да го избие млечниот зап, тој е поставен во позадина, некогаш и понапред, зависно нели кај секој детенце различно, меѓутоа најчесто е во позадината. Тогаш доколку ни е прва средба со детето, нели низ игра кажуваме како да дојдеме до оној момент да можеме да го отстраниме. Секако дека треба да го отстраниме. Дали ќе биде болно ли е со оглед на тоа што обично има корен тој зап? Не е пријатно, меѓутоа не е болно бидејќи денеска постојат современи методи на екстракција, со анестезиите се со детска игла, со посебни апаратчиња даваме, пиштолчиња даваме анестезија. Тоа го правиме, се разбира, низ игра со детето, за да може да го опуштиме, да го ослободиме, да не му биде страв следното доаѓање, кога макар и направили една контрола, а не мора ништо да работиме. Така да мислам дека денеска децата се поослободени се случува на иглата од анестезијата да е поголем стрес дури и од клештата. Да, се случува секако. Секако и кај децата и кај возрастните пациенти. Сепак е тоа не е пријатно, меѓутоа доколку се знаете како да го изменаџирате тој процес, мислам дека е едноставно. Обично тројките изникнуваат погоре од колку што е тоа предвидено, значи не ги заменуваат млечните тројки на вистинското место. Постои ли во ваков случај можност тие самите да се вратат на вистинската позиција, правилна позиција? Да, често пати се случува горните канини да бидат, како што велите вие, малку повисоко поставени. Тоа е доколку имаме тескоба во горната вилица или не е доволно развиена горната вилица. Меѓутоа, да, со помош на ортодонтски апарати, било тоа да се мобилни или да се фиксни, се разбира дека и тие ќе се сместат во забниот низ. Доколку некој има криви заби, кои може да бидат последиците од тоа? Дали е тоа само естетски проблем? Се разбира дека е здравствен проблем. Естетиката е она која што пациентот прв го гледа, а ние како доктори, специјалисти по ортодонција е последно што го гледаме, бидејќи забите мора да си имаат своји антагонисти во горната и во долната вилица со чија помош ние џвакаме, се храниме, потоа дишеме правилно, ставот на телото е поинаков доколку имаме правилен загриз, нема потреба понатаму од некакви протецки надоместоци, односно зависи од тоа целокупното здравје на самиот пациент. Се разбира дека доколку ги постигнеме сите овие ефекти, тогаш и естетиката ќе биде на завидно ниво. Го споменавте ставот на телото, држењето на телото и во уште еден телоп да погледнеме кој што гласи дека држењето на телото зависи од загризот. Како е тоа можно, докторке? Да, зависи бидејќи зависи како што ви напоменав и претходно од дишењето.
Аха, и повторно дишењето тука е повторно поврзано. дишењето како функција, бидејќи кога земаме воздух и кога ја полниме плуќата со воздух, нашиот став е исправен. Значи кога дишаме правилно, имаме правилно затварање на горната и на долната вилица и имаме исправеност на телото. Вообичаено кај оние дечиња кои што ги ние нели од прва кога ги гледаме, на првиот преглед кога ќе го донесат родителите, прво што забележуваме е како детето диша. Дали диша правилно на нос или диша на уста. Кај оние дечиња кои што дишат на уста, ставот на телото е многу поразличен. И дури и да не го заприметиме оддалеку пред да седне на нашиот стол, веќе знаеме за каков тип на аномалија се работи. И се разбира дека тоа треба да се отстрани. Се отстранува, како што напоменав претходно, ние не го гледаме само, ние гледаме само дали се забите криви, прави, збиени или растресити. Туку токму во ставот на телото ни покажува дека самата ортодонција го гледа пациентот, значи комплетно, како комплетна добиваме една комплетна слика за тоа што се случува комплетно во орофацијалниот комплекс. Така да тесно соработуваме и со колегите кои што се од областа на максилофацијалната хирургија, оториноларинголозите, за да токму тоа биде се отстрани, дали е пречка во носот, дали е пречка во грлото, имаат присуство на трет крајник и така натаму, пред да започнеме со ортодонтска терапија. А пред да преминеме на начините како може да се реши овој проблем, да ги вклучиме гледачите во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Почитувани, добре дојдени си вашите прашања на оваа тема, на сите дилеми одговор ќе даде доцент доктор Радмила Димовска, специјалист по ортодонција од приватната здравствена установа Круна МС. Доктор, ќе донесовте тука неколку модели за да прикажете како всушност овој проблем може да се реши. Ајде да започнеме со оние мобилни протези. Дали тие можат целосно да го решат овој проблем и во кој дел на која возраст всушност може да се применат? Да, значи ние велиме ортодонцијата е за сите пациенти од 7 до 77 годишна возраст. Меѓутоа, што тоа значи? Се разбира дека прв е родителот кој што забележува дека нешто не е во ред со забите, распоредот на забите, држењето на вилиците, на телото, и тогаш доаѓаат и бараат помош. Првиот преглед кој што би требало да се направи е во фазата на ран предпубертет и раниот пубертет. Треба сите заби да бидат излезени? Зависно. Првата контрола ние ја правиме од прилика на 6 годишна до 7 годишна возраст, кога имаме почеток, кога имаме и мешовита дентиција, меѓутоа млечна дентиција, меѓутоа и почеток рана фаза на мешовита дентиција, кога во устата се присутни и млечни и трајни заби. Се зависи од тоа со каква аномалија ќе се сретнеме. Можат протезите, тогаш ги делиме секако на мобилни протези, меѓутоа може да бидат плочи изработени од специјален материјал кој што се вика акрилат, кои што имаат штрафчиња во себе, содржат како елемент додатен штрафчиња, со чија помош ние ја шириме горната вилица за да има правилно распоред да се сместат сите заби. Меѓутоа, доколку станува збор за некоја штетна навика, потоа проблем со дишењето, како што до сега зборувавме, тогаш даваме одреден посебен тип на апарати, кои што се апарати од типот на миофункционална терапија и каде што правиме прераспределување на мускулатурата, со чија помош понатаму се преобликуваат и горната и долната вилица и се сместуваат забите на своето место. А дали мобилната протеза може да ги прошири вилиците? Да, се разбира. На самата протеза постојат додатни елементи, како што се жици, штрафови, кукички, нели, зависно типот на аномалијата, на така и ставени на самата протеза, и ние знаеме во кој правец треба да ги движеме и забите и самата вилица. Бидејќи сепак станува збор за биолошко ткиво, кое што кај децата, нели, коската е коска, меѓутоа кај децата таа лесно се обликува. Можеме лесно да ги поместуваме забите, бидејќи е буквално како глина, и ние како ортодонти можеме правилно да ги поставиме забите и да го насочиме
да го насочиме правилно растот и развојот на самата вилица. Имаме гледач, да го вклучиме во програма, веднаш потоа продолжуваме со нашите прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гостинката и до вас, водителката. Јас се извинувам, имам едно прашање. Детето е 7 години, долните тројки внатрешно се изникнати, а млечните заби уште не се му паднати. Бевме кај матичен лекар, лекарот ни рече треба да идеш кај ортодон, ама се уште вика рано, вика треба да се почека уште некое време. Дали ќе треба одма да дојдеме да се јавиме кај ортодон или што понатаму да преземеме? Така целосно се излезени млечните запчиња. Млечните запчиња не само мислам целосно трајните заби дали се излезени? Да. Уште некој подпрашање да немате, докторке? Да. Не, за Ви благодарам за вклучувањето. Токму на гледачот му препорачувам дека точно како што го упатиле да побара помош од специјалист ортодонт, да не чекаат, бидејќи треба сепак забите да се сместат на свое место, а самиот ортодонт ќе оцени дали е време веднаш да ги извади или ќе почека некој време, меѓутоа ќе го направи првиот контакт со детето на пациентот. Значи многу е важно да се направи преглед, но и детето да оствари контакт со ортодонтот, со стоматологот, за да се опушти и да соработува. За да се опушти и да соработува, бидејќи ортодонскиот процес трае долго време. Не е тоа одење еднаш, два пати или три пати, меѓутоа трае со години. Нели додека се млечните заби, па кога изникнат трајните, па доколку понатаму од мобилна се преиде кон фиксна, така да тој процес е долготраен и ние со нашите пациенти стануваме едноставно другари, бидејќи треба другарувајки да ги исправиме и самите заби. Прифаќаат ли децата да носат мобилна протеза? Прифаќаат. Иако се разбира на почетокот, меѓутоа треба многу стимулација од родителите, бидејќи живееме во едно забрзано време, кога ние велиме дека треба 2 до 3 часа да се носат преку ден и цела ноќ протезите. Меѓутоа денеска децата имаат толку многу активности на училиште, потоа англиски, пливање и така натаму, и ретко се наоѓа можност да се континуирано 2 до 3 часа се носат протезите, меѓутоа со доволна стимулација додека учат, додека се дома, додека седат пред телевизор, пред да може да се стави протезата во уста, не е тоа ништо страшно, ниту нешто болно, напротив, многу помага и меѓутоа кога децата малку се непослушни во тој однос, тогаш ние велиме дека сепак мобилната протеза е увертира во понатамошното носење на фиксна протеза, за да можат забите правилно да се сместат. Се разбира, доколку добиеме посакуван ефекти со мобилните протези, тогаш фиксната протеза може и да се скокне. Може тука да погледнеме уште еден факт поврзан со ова што го говориме, кој што гласи: забите имаат тенденција да се вратат во првобитната положба. И сега тука најдов јас уште нешто, докторке, вели ако се носи протезата 12 часа, во следните 12 часа забите се враќаат во старата положба и затоа треба да се носат најмалку 16 часа. Има ли вистина во сето ова? Има. Делумно има. Значи ние првенствено се бориме против природата. И ако на еден зап му е потребно, од зачетокот до првото изникнување на првиот траен зап, првиот молар, 6 години, значи ние со нашата ортодонска терапија ги поместуваме забите од прилика некаде во просек околу 24 месеци, некогаш повеќе, некогаш помалку, зависно од типот на аномалијата. Дали забите ќе се вратат на свое место, многу зависи од детето и од родителите, повторно ќе ги споменам, што значи дека доколку има детето доволна стимулација, не е доволно само забите да бидат прави, меѓутоа тие и треба да останат на тоа место. Тој процес, по завршувањето на носењето на фиксна терапија, ние го велиме стручно како ретенција, значи ретенционен период, кој што во последните години во светски рамки, така и кај нас, ние ги следиме светските трендови, ретенцијата е малтене доживотна, особено кај повозрасните пациенти, бидејќи забите имаат тенденција да се враќаат во првобитната положба, а ние, се разбира, треба да ги одржиме и да ги позиционираме на она место на кое што сакаме. Тоа многу зависи и од носењето на ваквите ретенциони апарати, за кои што ние даваме во одредена фаза, даваме одреден временски период за носење, за да може да се стабилизира и да останат забите на свое место.
А кога децата носат мобилна протеза, колку часа на ден тоа треба да биде? 16 часа? Па 2 до 3 препорачливо, 2 до 3 часа преку ден, меѓутоа континуирано, континуирано носење и цела ноќ. Значи ние претпоставуваме дека децата си легнуваат порано и затоа е тој временски период кој што меѓутоа затоа и напоменав дека сега живееме во една ера на технолошки развој и дека живееме многу брзо и всушност и нема толку време како што е во литературата, меѓутоа треба да се користи секој слободен момент за да може да се носи протезата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Имам дете од 2 години и некои месеци, до скоро користеше туцла. Се забележува во забите, значи маса му се понанапред и некако горната закривеност не е иста како на долната вилица. Сега прашањето ми е дали трајните заби ќе го следат тој редослед како млечните заби или Та, положби или може тоа само од себе ќе се нормализира. Да. Добро, ви благодарам за ова интересно прашање, докторке, како Токму тоа што го зборувавме претходно. Се решава доколку веќе дошло до меѓутоа сепак детенцето на пациентката се уште мало за прв преглед и за доаѓање. Добро што родителот се потрудил да го отстрани цуслата, која што веќе на таа на 2,5 години вие станува веќе штетна навика и што приметиле дека нешто се случува, меѓутоа во подоцнежниот развој доколку останат забите, односно се протрудирани и е тесна горната вилица, тогаш се разбира дека ќе мора да се превземе некаков чекор со протезичка која што ќе ја прошири горната вилица и ќе има место да се сместат и трајните заби. Што не значи дека доколку е штетната навика отстранета, сепак останува еден период од неколку години да и самиот организам си ги постави работите на свое место, па и да нема потреба понатаму од ортодонција. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Со доцент доктор Радмила Димовска, специјалист ортодон, денеска зборуваме за најчестите аномалии, односно искривувања на забите кај децата и начините на решавањето на ваквиот проблем, кој што не е само естетски, туку е здравствен. Докторке, кои се најчестите проблеми кои што се вуваат со забите, односно аномалии? Како тие изгледаат? Да, значи ние аномалиите ни се поделени во класи. Тоа се прва, втора и трета класа на аномалии. Во прва класа се оние кои што имаме лесна збиеност, растреситост на забите. Така, можете да ни покажете со некои од моделите. Јас тука донесов најчести кои што може да ги видиме, така. Значи нешто од овој тип, кога имаме збиеност, имаме нема правилно зглобување на горните со долните заби. Не знам дали вака добро фаќа камерата. Го регистрира тоа. Да. Потоа имаме кога се забите, точно кога дете особено се појавува кога имаме отворен загриз, кај тој знае да биде на пример во ваква позиција да бидат и тогаш детето дише на уста или пак еве во профил може вака да се баш карактеристичен приказ како тоа изгледа кога немаме правилна стимулација на јазикот како орган на горната вилица, тоа што претходно го зборувавме. Исто така може да бидат аномалии од трета класа. И тоа е кога имаме инсуфициенција во развојот на горната вилица. Добро. И тогаш горната вилица е поместена навнатре, односно долната е испакната према како што може да забележат и гледачите, а и родителите дома кај своето дете. И за сите овие аномалии постојат одредена тип на терапија која што ја применуваме за да може тоа да се исправи, да се доведат децата во правилно и естетски, меѓутоа и функционално да може да имаат правилен раст и развој. Дали секогаш започнувате со мобилна протеза или има одредени случаи каде што велите не, веднаш ќе ставиме трајна? Да, зависно на која возраст ќе дојде детето и на која возраст родителите ќе побараат помош. Меѓутоа, во главном, доколку се помали, секогаш се почнува со мобилна протеза, миофункционална терапија доколку е потребна, и јас им велам дека некогаш може и да бидеме задоволни од резултатот кој што ќе го добиеме, меѓутоа најчесто тоа е увертира во носењето на фиксна протеза, доколку понатаму и родителите се одлучат за таква работа, и затоа и напоменав дека ортодонцијата е гранка која што важи за од 7 до 77. Никогаш во животот не е доцна
ако посакаме да ги исправиме забите, тоа и да го сторим. Дури и кога се возрастни, не мора да станува збор само за деца. До која возраст можеме да ги исправиме забите? Не е ограничено? Не, затоа и напоменав од 7 до 77 и денеска се повеќе, морам да напоменам, имаме возрастни пациенти, значи не си го решиле на време. Ортодонција, да, бидејќи секогаш луѓето сакаат да имаат од било каков може биде убава насмевка, естетска да биде, некогаш ставаме фиксна протеза како припрема, предпротезска припрема за постава на мостови, коронки, Холивуд смайл, тоа е сега многу актуелно. Потоа едноставно кога имаат проблеми од физиолошка природа, кога имаме парадентопатија, тоа кога е потребно да се исправа, да се зацрсне куската, да имаме правилен жвакопритисок, за да може правилно да се хранат пациентите, така да секој пациент, особено кога е возрастен, самиот доаѓа и бара помош зависно од потребите кои што ги има. На која возраст препорачувате да се стават фиксни протези доколку не е решен проблемот? Да, фиксната протеза треба најнапред да бидат изникнати сите трајни заби, што значи дека започнуваме зависно од доколку е, како што праша претходно и гледачот, дали канините се изникнати во горната вилица или не, доколку е потребно и нивно правилно сместување, меѓутоа преферираме да биде од некаде крајот на 11-та, 12-та, 13-та година. Меѓутоа, како што напомена, никогаш не е доцна, меѓутоа треба да внимаваме дека како што велиме, никогаш не е доцна, да не биде и поставата на фиксните протези и прерано кај децата, бидејќи сепак тоа е долготраен процес и трае подолго време, ќе им се здосади едноставно. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност да ги слушнеме прашањата, само ќе ги замолам да бидат кратки и концизни со прашањата во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Имам девојче 7,5 годишно. Така? Второ оделенче. Забите, значи, неколку заби се сменија и паднаја тие млечните заби, но горните 3 заби што и се кецот двојката, не и се смените и се црни заби, но пиеше долго време од цуцла, шише со цуцла, сокови многу пиеше како така, има циркуларен кариес, предпоставувам. Така? И не и се паднати уште, значи тие не и се сменети. Дали ќе треба нешто да се направи на лекар да се види или како што ќе паднат со време сами? Да не објасни докторката, ако може. Добро, ви благодарам за прашањето. Ајде следниот гледач веднаш да го вклучиме, па докторката ќе даде одговор на двете прашања. Добар ден за него. Ало? Повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до доктор Радмила. Ви благодарам. Благодарам. Имаме... Може да зборувам? Да, повелете. Имам внука, има 6 години. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, односно исклучете го најдобро. Изборувате во континуитет за да можеме нормално да комуницираме. Зачињата не му се сменети, има 6 години, ама не сака да оди на стоматолог. Нема соработка, имаме проблем со девојчето. Така, па предпоставам прашањето ви е како да се надмине оваа ситуација. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Повелете. Да, значи прво би почнала со вториот гледачка. Благодарам на поздравот и во случај кога имаме потежок контакт и кога детето има страв од стоматолог, потребно е да имаме големо трпение и од страна на родителите и од страна на нас самите како професионалци. Што значи дека треба да се потрудиме да го слободиме детето од страв, од стоматолог. Јас често пати велам, немојте да употребувате зборови од типот нема да те боли, дека е болна постапката и така натаму, дека ништо не боли во ординацијата. Значи треба да бидат искрени родителите. Треба да бидат искрени со детето и да остават ние понатаму да си ја работиме својата работа и да бидат, како што кажав, трпеливи. Меѓутоа, постојат во одредени случаи кога навистина не може да се направи соработка и со детето и кога тој страв веќе приаѓа во една фобија,
тогаш пожелно е да се упатат децата или каде што има поголема група на деца во одна детска стоматологија, или пак да се работи под општа анестезија, доколку нема комплетно никаква соработка со детето или ако детето има некаков друг тип на проблем. Во однос на првиот гледач, да, мој совет е дека треба веднаш да побараат помош од ортодонт, кој што најнапред ќе направи план на терапијата, која што ќе ја спроведе, ќе направи панорамска снимка, која што е огледало на тоа што ние го имаме во устната шуплина и ќе направи правилен план на терапија во однос на тоа кои зъби треба да се отстранат. Во првиот момент се разбира понатаму како ќе следи една селектирана екстракција на зъбите за кои што ќе бидат отстранети од устната шуплина и понатаму ќе се превземе некаква према возраста која што ја напомена околу, мислам дека беше 7 второ оделение, тогаш најчесто се започнува најнапред со мобилна протеза за да може правилно да се сместат зъбите, па понатаму дали ќе биде потребна фиксна протеза, нели ќе се остави да каже времето. Ги споменавте фиксните протези, има тука неколку модели. Има најразлични. Има класична, има керамички. Какви ставате кај децата и дали се подеднакво ефикасни едните и другите? Да, подеднакво се ефикасни се разбира. Се зависи од тоа каков тип на аномалија имаме. А доколку е преголема аномалијата, имаме преголема збиеност на зъбите и така натаму, постојат, еве тука имаме ова изглед на брекет, како изгледа, односно ова е тоа што ние го бондираме на самите зъби. Ова е имитација како би дошла жицата, например, во самиот брекет и тој потнатаму се лигира со гумени лигатури, со жичени лигатури, се зависи во која фаза сме на самиот третман. Вака изгледа една фиксна протеза. Значи, ова е протеза од вестибуларната страна која што се поставува. Ова се конкретно метални брекети. Тие може да бидат и порцелански, може да бидат и пластични. Се зависи што преферира и пациентот, зависи од неговата возраст, зависи од аномалијата и зависи од терапијата со која што работи секој ортодонт, бидејќи ние сме обучени да работиме со повеќе типови на терапии и зависно од тоа така и тоа што како работат јас или пак моите колеги. Исто така понов тренд е да се ставаат и од за помали аномалии и од внатрешната страна, од лингвалната, тоа е лингвалната ортодонција, додека пак најголем тренд и се извинувам. Најголем тренд на современата дигитална ортодонција се прозирните фолии. Конкретно јас работам со типот на брендот Invisalign и тоа се исправуваат зъбите со помош на вакви прозирни фолии. Сега веќе може и кај деца, значи во тинеџерска возраст, исто и кај возрастните. Возрастните пациенти ги преферираат повеќе бидејќи се невидливи, тие се носат скоро 24 часа дневно, не пречат воопшто ниту во зборувањето, се вадат само за хигиена и за јадење. Значи од 24 часа претпоставуваме дека 22 до 23 пациентите ги носат, ги менуваат на секој 7 до 15 дена, зависно од фазата во која што сме на терапијата и зъбите се исправуваат. Ефектот е ист како со фиксната протеза, со таа брзина може да се постигнат резултати? Се постигнува со истата брзина, меѓутоа некогаш со ова е и побрзо. Ова е денто, ние велиме денто-алвеоларно поместување и кај помалите аномалии може да се применува, доколку сепак се работи за една скелетална аномалија, каде што треба да се премоделираат и коските на самото лице, тогаш препорака е да се користи фиксна терапија. Кога се користат фиксните протези, постои ли можност зъбот да добие кариес или да ја изгуби бојата? Дали постојат такви ризици? Колку често треба да се оди на стоматолог да се затегнуваат? Да, значи ние терапиите ги ги правиме на 4 до 6 недели. Се разбира дека кога ќе дојде детето за ортодонска контрола, ние и го контролираме и какво е здравјето на
целата устна шуплина и здравјето на самите заби и доколку се појави кариес, се разбира дека тој треба да биде отстранет, бидејќи целта е кога ќе ги отстраниме фиксните протези да имаме правилни заби, меѓутоа забите треба да бидат здрави. И токму заради тоа, уште на самиот почеток на терапијата, ние кажуваме како треба да се грижат за оралното здравје, како треба да ги четкаат забите, со каква четка за заби, со каква паста за заби, доколку вообичаено ги четкаме 2 пати до 3 пати на ден, тука треба да биде хигиената зголемена, бидејќи нели нормално имаме ретинирање на храната и на брекетите и на самите жици кои што децата ги имаат во устната шуплина. Доктор, ке се случува ли да се носат фиксни протези 2 до 3 години повторно да не се добијат посакуваните резултати? Се случува. Се случува. Ние сепак, како што напоменав, одиме против природата и некогаш, доколку не се процени правилната терапија на самиот почеток и текот на самата терапија, може да не се добие резултат, меѓутоа во главном добиваме задоволителни резултати. Обично отстранувате заби? Да, доколку е потребно. Од типот на аномалијата се отстрануваат и заби. А се случува ли некогаш по исправањето на забите да се промени изговорот на одредени букви, како што е С и Ш, па да почнат луѓето да шшкаат, што би се рекло народно? Не. Во однос на ортодонцијата не. Бидејќи ние не работиме, не отстрануваме заби кои што се во фронтот, најчесто во бочната регија, првиот или вториот премолар, и не доаѓа до такви аномалии, односно, мислам, во изговорот на одредени букви, напротив, ние со самата постава на фиксниот апарат ги доведуваме забите во една правилна позиција, за да може и таквото изговарање на одредени букви да го анулирам. И сосема на крај, колку време обично е потребно да се носат протезите за да се постигнат посакуваните резултати? Да, значи најчесто од година и пол до 2, некогаш помалку, некогаш повеќе, меѓутоа не е помалку од година и пол. Ви благодарам за гостувањето во денешната емисија, што на еден ваков убав начин ги представивте всушност визуелно сите аномалии кои што се поврзани со забите, но и начините на кои што може да се реши проблемот и да имаме една убава и насмевка, но здрава, но и функционална, нели? Да, ви благодарам и на вам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.